ВМРО ДПМН ги достави собраните потписи за покренување на постапката за поништување на законот за попис. Генералниот секретар на партијата, кој е и пратеник во законодавниот дом, денеска посочи дека опозицијата во повеќе наврати укажала дека има лош и штетен закон, што нема да ја прикаже реалната состојба на жители во Македонија. Ние укажавме дека никаде во светот нема попис на резидентно население, а да се попишуваат и нерезидентите, односно жителите кои што не живеат во Република Македонија. ВМРО ДПМН инсистира пописот да биде одложен, како што тоа го сторија останатите европски земји. Апелираме до власта сега и укажуваме да прекине со постапката за попис, бидејќи секаде во Европа и во светот пописите се одложени за 2022 година. И ја повикуваме да се одважи и да го одложи пописот за 2022 година, да направи забелешки во текстот и да го подобри текстот, за да може да имаме онаков попис каков што е потребен за развој на државата. Бидејќи сегашниот текст на попис нема да донесе ништо што е различно од она што ги имаме ние како државјанства во Република Македонија. Иако Сајковски кажа дека ги поднале потписите, од собраниските служби велат дека се уште иницијативата не стигнала до нив. Според собраниските процедури, откако иницијативата за укинување на законот за попис ќе стигне до спикерот Џафери, тој ја дава на дебатирање во матичните комисии, кои имаат 2 дена да ја разгледаат. Доколку е уредна, собранието го известува предлагачот на иницијативата, односно ВМРО ДПМН, во рок од 3 дена. Во меѓувреме се известува и претседателот на владата, кој треба да ја извести Државната изборна комисија да почне со подготовки за собирање потписи. По собирањето на 10.000 потписи, предлогот се доставува повторно во собранието на комисија и на пленарна седница. За да биде поништен законот за попис, потребен е 61 глас.